Ученици од основните училишта Гоце Делчев од Тетово и Гостивар денес беа во посета на секторот за внатрешни работи Тетово и полициската станица Гостивар. Посетата беше организирана во рамки на активностите за одбележување на Денот на превенцијата 9 декември. Во рамките на планираните активности за одбележување на Денот на превенцијата 9 декември, секторот за внатрешни работи Тетово денеска го посетија 20 ученици од Тетовското основно училиште Гоце Делчев. Тетовските основци, посетители на секторот за внатрешни работи Тетово, најпрво имаа прилика да ја видат и да се запознаат со функционирањето на дежурната служба во полициската станица Тетово, во која секојдневно се пријавуваат и соодветно се постапува по сите безбедносни настани на подрачјето на Тетово и пошироко. Учениците исто така поблиску беа информирани и за годинашните и идни активности на одсекот за превенција и на одсекот за компјутерски криминал. На учениците накусу им беа презентирани најголемиот број од годинашните превентивно-едукативни проекти, чиј носител е одсекот за превенција, како и првичните и долгорочно очекуваните ефекти од реализација на истите. Учениците имаа прилика да поставуваат прашања и добија адекватни одговори за повеќе теми од безбедносна природа и карактер, при што посебен акцент беше ставен на општествено девијантните појави, во чие средиште се младите лица, ученици од основните и средните училишта, односно така наречените адолесценти. Учениците имаа можност одблиску да ги видат и да се запознаат со функционирањето на неколку служби, како Центарот за известување и координација, Одсекот за превенција, Одсекот за општ криминал, Службата за малолетнички криминал и други. Тие се информираа за местото, улогата и значењето на службите, а поставуваа прашања и за севкупното полициско работење. Градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Гиновски денес на сцената на Центарот за култура Асно во Гостивар го одржа завршниот годишен концерт. На програмата се најдоа повеќе сплетови на ура и песни, Беранчер, Водарки, Тресеница, во изведба на фолклорните групи од сите возрасти. Секцијата за детски фолклор во друштвото ја раководат Ангела Фичуровска и Моника Мерџановска, додека фолклорната секција Предраг Ристевски. Оркестарот пак е под водство на Ангел Ангелковски. На концертот солистички настап имаа и членовите на друштвото Pero Pandilowski и Славко Зафировски. Гостиварското културно-уметничко друштво Браќа Гиновски ги бележи своите почетоци уште пред Втората светска војна, кога неколку гостиварци под името Шивачки се собрале за да ги негуваат традиционалните вредности и градските навики. Првиот официјален настап на друштвото датира од 1950 година, а се одржал во старата гостиварска Соколана. На денешниот завршен концерт во преполната сала во Центарот за култура, членовите на друштвото беа наградени со голем аплауз од публиката. Нова трагедија во водите на Вардар во Гостивар. Жена го загуби животот откако паднала во реката. Според информациите на полицијата, жената била извлечена од водата од случајни минувачи во близина на мостот кај кланицата. Потоа била пренесена во Гостиварската болница, но лекарите констатирале смрт. Случајот бил пријавен во полиција утрово околу 10 часот и 30 минути и според официјалните информации се работи за жена на возраст помеѓу 70 и 80 години.
Увид на местото извршиле јавен обвинител и екипи на полициската станица Гостивар. Се утврдува како жената се нашла во реката и на кој дел од течението на Вардар паднала. За еден месец ова е втор случај на давење во Вардар. Претходно трагично животот го загуби 17 годишна девојка од Здунје. Во Тетово вчера од слобода биле лишени неколку лица поради поседување на марихуана, соопшти полицијата. Околу 18 часот на улицата 121 лишени од слобода биле ДЗ на возраст од 20 години и ЕР на возраст од 18 години, двајцата од селото Палатица. Кај нив е пронајдена марихуана и нож. Околу 21 часот и 30 минути на улицата Илинденска во Тетово, поради поседување марихуана, лишен од слобода бил 34 годишниот тетовец Б.И. Полицијата извести дека се работи на целосно расчистување на двата случаи. 23 годишниот ЕС од Кичево вчера околу 1 часот заедно со ЛН и ФИ, двајцата на возраст од 21 година и од Кичево, биле затекнати во близина на угостителски објект во Тетово. Лицето ЕС имало повреди на главата што ги здобил по расправија во угостителски објект на улицата Илинденска со две непознати лица, кои физички го нападнале, пошто бил пренесен во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. СВР Тетово соопшти дека се преземаат мерки и активности за расчистување на случајот. Денешната трета јавна дебата за 4 нацрт амандмани на Уставот во согласно со договорот од Преспа се одржа во Македонската академија на науките и уметностите. Кој ја трпи најголемата штета од нерешавањето на ова прашање, практично од создавањето на нашата независна Македонија? Прашање за кое што добивме задача од Советот за безбедност, кога не примија во членство во Обединените нации со двете резолуции, и 817 и 845 од 1993 година, да го надминеме овој проблем. Да се ја заокружиме, да ја завршиме куќата на нашата државност. Нити Америка има таква штета, нити Русија, нити Европа, нити Германија, нити Франција, па нити Грција. Штетата е пред се врз нас. Преспанскиот договор е историски компромис на Република Македонија, направен во една историска војна со Република Грција, кој што ќе отстрани еден голем товар од плеките на идните генерации, ќе отстрани еден тежок камен кој што беше на вратот на оваа држава од почетокот и не ја оставаше да расте, да се развие, да просперира. Прифаќањето на новото сложено име географска одредница не значи оспорување на македонскиот национален идентитет, зашто не го одредува националниот идентитет името на државата, туку обратно, националниот идентитет наметнува име, бара име, повлекува име на државата, што му дава потребна широчина на слободата, што и дава потребна широчина на слобода, зачување и изразување на народносната самобитност. Последните две јавни дебати се закажани за во понеделник во Штип и во Тетово. Договор за државна помош за делумно субвенционирање со транспарентните мерки од планот за економски раст на владата денеска е потпишан со швајцарската компанија Баумер, која гради свој капацитет во Бунарџик. Договорот го потпишаа директорот на дирекцијата за ТИРС Александар Младеновски и извршниот оперативен директор на Баумер Марсел Фрај. Баумер е семејна компанија, меѓународна, која произведува напредна сензорска технологија. Баумер е присутна со 38 подружници низ 19 земји во светот. И вработуваат околу 2700 луѓе, повеќе од 2700 луѓе. Висината на планираната инвестиција во Македонија изнесува околу 9 милиони евра, а ќе вработат повеќе од 300 луѓе. Производното портфолио се состои од кабли, индуктивни сензори, енкодери и полуфабрикати кои што се произведуваат во сопствениот оддел со CNC технологија.
За целите на производните активности, Баумер ќе вклучува и локални квалификувани македонски доловувачи. Како влада ќе бидеме посветени да направиме брза и квалитетна индустриализација на Македонија, но не индустриализација со трудоинтензивни дејности, каде што вработените ќе земаат по 200-300 евра плата, него индустриализација со високотехнолошки развиени компании, какви што се обидуваме и успеваме да привлечеме во државата во последно време, каде што ќе работат инженери претежно, каде што ќе дадеме шанса за нашите млади, високообразовани кадри, кои што треба да останат во нашата држава, но не да останат за мизерни услови, него да останат за солидни плати. Времето денес беше сончево со умерена облачност и северен ветер. Температурите се движеа од -7 до 1 наутро, а во текот на денот од 2 до 6 степени. Времето утре ќе биде сончево со умерена облачност, а попладне и во текот на ноќта кон недела ќе има повремени врнежи од дожд, особено во западните подрачја. На планините и на некои повисоки места врнежите ќе бидат од снег. Температурата во утринските часови ќе биде од -3 до 1 степен, а во текот на денот од 2 до 7 степени Целзиусови.